Талат Џафери мора да си поднесе оставка од функцијата пратеник. Уставот не дозволува седење на две столчиња. Експертите предупредуваат дека пратеничката функција е неспојива со друга јавна функција или професија, а со оглед на тоа што тој мора да ја води техничката влада до изборот на новата политичка влада, Џафери не смееше да дозволи да му биде верификуван мандатот во законодавниот дом. Уставот на Македонија, но и другите правни акти јасно утврдуваат неспојливост, инкомпатибилност и неизберливост на пратеничката функција со други јавни функции, но и професии. Согласно на високиот правен акт во земјата, но и согласно законот за собрание, деловникот на собранието и изборниот законник, функцијата пратеник се врши професионално, со што практично пратеникот Џафери не сме истовремено да биде и претседател на влада, односно не сме кај себе да има две јавни функции истовремено. Ако Џафери продолжи да ги има двете функции, тој го крши уставот, но го крши и изборниот законник во земјата. Џафери сам се одлучи дека додека е технички премиер, немало да доаѓа во собранието и на тој начин немало да ја извршува пратеничката функција. Иако со самото верификување на мандатот, тој доби втора функција која е неспојива со ниту една друга. Според Каракамишева, тука не станува збор за право на личен избор на пратеникот, туку за императивна уставна норма. Уставот не дозволува еден човек да биде носител на две јавни функции истовремено, без разлика каква е неговата лична волја во делот на вршењето или невршењето на оваа функција. И сакам да го потсетам господинот Џафери дека во член 8 од изборниот законник јасно стои дека функцијата пратеник е неспојлива меѓу другото и со извршување на стручни и управни работи во органите на државната управа, а владата е начело на државната управа, нели таа е практично носителот на извршната власт. Не само уставот и изборниот законник, и законот за пратеници е недвосмислен. Според членот 9, функцијата пратеник е неспојива со претседател на Македонија, претседател на влада, министер, судија, народен правобранител, јавен обвинител или други носители на функции кои ги избира и именува собранието или владата. Но ова неуставно и незаконско толкување стана пракса, како и во сите претходни изборни циклуси, кога еден човек станува пратеник, а има функција и во извршната власт.